Добро дојдовте во Урбаните вести. Во продолжение следуваат днешните наслови. 14 интерактивни табли за основното училиште 25 мај во Сингелик. Сдруженијето на комунални дејности бара измени на повеќе закони. Горивата поскапи за 1 денар. Заврши 3-неделниот зимски распуст. Од денеска па се до 8 јуни 270.000 ученици ќе ја посетуваат наставата во основното и средно образование. По 3 недели зимски одмор, околу 270.000 средношколци и основци, меѓу кои 20.000 првачиња, денеска ќе се вратат на настава за второто полугодие од учебната 2017-2018 година. За време на ученичкиот распуст, Министерството за образование и наука ги соопшти промените што ги планира во наставните планови и програми за следната генерација првоодделенци. Работната група од Министерството за образование и наука, која работи на реформите во наставата за првите 3 одделенија, за првачињата предлага намалување на бројот на предмети, најмногу 4 наставни часа во денот, повеќе одмор и игри, вежбање на часовите наместо домашни задачи и редуцирање на тестовите. Предстојат јавни расправи за ревидираните наставни планови во прво одделение, за да се слушнат мислењата на наставниците. Нивната примена се планира од септември за учебната 2018-2019 година. За децата од второ А одделение од основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски денеска не започна второто полугодие. Именно родителите на овие ученици донеле одлука да ја бойкотираат наставата, откако им биле сменети наставничките. Од друга страна пак градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски тврди дека промената на наставничките е согласно сите законски прописи. Родителите на учениците од второ А одделение од основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски во Ѓорче Петров денеска не ги пуштија децата на училиште поради незадоволство од смената на одделенските наставници. Причина за оваа одлука е смената на одделенските наставници од второ А одделение со целодневна настава, без никаква најава и за време на зимскиот распуст. Во основното училиште Беровски 10 наставници работеа со договор на определено време. На 5 мина не им се продолжени договорите. Од тие 5 дури 2 се одделенски наставници од исто одделение. Имаме објективни причини да се сомневаме и за непотизам при вработување на кадрите. Дел од нив се во блиски роднински врски со вработен на висока функција во општина Ѓорче Петров, се вели во известувањето од родителите. Тие на средба со директорката на училиштето побарале на 2 наставници да им се продолжат договорите барем до крајот на учебната година, со цел да се намали, како што велат, психолошкиот шок и да ги заштитиме децата, кои така се во процес на адаптација, зашто во септември една од наставничките веќе им се промени, велат родителите. Големо разочарување кај родителите предизвикувало неизлегувањето во пресред на директорката, која што дозволила 2 истовремено наставници да се отпуштат. По бојкотот на наставата со соопштение се јави и општина Ѓорче Петров. Оттаму велат, процедурата од добивање согласност од Министерството за образование и наука за распишување оглас до избор на стручни кандидати кои се пријавија на огласот, па се до склучување договори со нив е според законската регулатива. Во консултација со веде директорката, информиран сум дека станува збор за избор на квалитетни одделенски наставници, кои навремено беа поставени на место на неколкумина од ова училиште, на кои им истекоа едногодишните договори за работа на определено време. Истовремено, наставата од второ полугодие започна без проблеми во сите останати училишта на територијата на општината, вклучувајќи ги и оние каде имаше промена на кадар, односно станува збор за бојкот на родители од едно одделение, додаваат од општина Ѓорче Петров. Четиринаесет интерактивни табли денеска беа промовирани во основното училиште 25 мај во Сингелич. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски истакна дека во наредниот период интерактивни табли ќе се постават и во другите училишта низ општината. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски и директорот на основното училиште 25 мај од Сингелик Фадил Муртезани денеска ги промовираа интерактивните табли кои се поставени во 14 кабинети во училиштето. Со помош на овие табли кои ги заменуваат класичните, учениците ќе добијат нов и современ пристап во изведувањето на наставата. Наместо класичните креди и сунгери се внесува уред кој личи на табла, но е поврзан со компјутер
И на тој начин полесно и побрзо ќе учат и ќе ги користат сите содржини од материјата која им е потребна. Градоначалникот Георгиевски истакна дека општина Газибаба во наредниот период ќе ги поддржи ваквите проекти и интерактивни табли ќе се постават и во другите училишта низ општината. Општина Газибаба во текот на оваа година ќе поддржува концептите за новите еколошки знаења со цел со 1 милион денара да промираме вакви училишни табли покрај основното училиште 25 мај и во другите училишта. Предноста на смарт таблите е да на дигитализиран начин се пренесат новите знаења, се чуваат знаењата и учењето на учениците. Исто така може да се испраќаат на мејлот на самите ученици со крајна цел да на еден модерен начин, наместо да трчаме со времето, ги употребуваме новите технолошки знаења и да го подобриме, кој што ние го нарековме, знаењето нема граници. Директорот на училиштето Фадил Муртезани истакна дека предноста на овие табли е што возможува модернизација на условите за настава, постигнување подобри резултати на учениците, како и испраќање на материјалот кој се работел на час на учениците кои биле оправдано отсутни. Тоа е приоритет што нема веќе да земеме креда, сунгер да бришеме, деца да се прлат и така натаму, меѓутоа директно во самото вклучуваат и тоа е предност што и децата што отсутвуваат, на пример, наставниците преку мејл може да им пратат на родителите тоа што е работено денеска и тие деца да го работат дома, дали што било отсутни од грип или од нешто друго, и тоа е предност од таблата, зелената табла. Значи ова е новитет кај што подобрувањето на наставата е многу подобро од тоа порано што беше. Интерактивната табла ја потикнува иновативноста, нуди поддршка во обуки и тренинзи, како и создавање нови вештини. Со нив се подобрува интерактивноста и вниманието кај учениците. Содржи испечатано мени со икони за брз пристап до алатките и електронски пенкала. Паметните табли помагаат за развивање на ИКТ вештините на учениците. Олеснување при постапката за вработување во комуналниот сектор, измена на законот за јавни набавки и воведување на нов закон за отпад се барањата кои Сдруженијето на комунални дејности ги упати до Министерството за животна средина и просторно планирање. Сдруженијето на комуналните дејности при Стопанската комора на Македонија смета дека треба со Министерството за информатичко општество и администрација да се направат одредени измени, дополнувања и олеснување на вработувањата во комуналните предпријатија од аспект на функционирање на законите за административни службеници и за вработените во јавниот сектор. Даниела Михајловска-Василевска од Стопанската комора на Македонија на денешната пресконференција информира дека комуналните предпријатија според постојната законска регулатива вработувањето го вршат според 3 закони: за административни службеници, за вработените во јавниот сектор и за работни односи. Според неа ваквиот модел на функционирање на работниот однос на вработените во комуналните предпријатија го отежнува функционирањето на самите субјекти и додава дека законската регулатива по овој основ треба да биде согласена. Председателот на Сдруженијето на комунални дејности Звонко Јовановски истакна дека вработувањето на нови работници според досегашниот закон значително ја отежнува постапката за вработување. По самото евидентирање на нашите вработени како јавни службеници, ние имаме проблем во функционирањето на предпријатијата. Имаме проблем со нови вработувања. Процесот на ново вработување оди долго време, а ние како јавни комунални предпријатија имаме потреба за брзи вработувања, бидејќи ни излегуваат брзи сезонски работи. И тука ни е најголемиот проблем во што оди спорот процедурата за нови вработувања во јавните предпријатија, бидејќи имаме потреба од брзи извршување на некои брзи работи, сезонски работи кои ги извршуваме како јавни предпријатија. Во следните 6 месеци Сдруженијето на комунални дејности ќе работи и на функционирањето на законот за јавни набавки. Согласно овој закон, како што рече Михајловска-Василевска, понудената најниска цена им прави сериозни проблеми на комуналните предпријатија во случај на набавка на одредена опрема.
Комуналните предпријатија сметаат дека износот од 500 евра за брзи потреби во кои може да се користат средствата без јавен тендер е многу низок и дека е потребно одредено релаксирање. Сдруженијето на комунални дејности во следниот период активно ќе биде вклучено во изработката и во носењето на новиот закон за управување со отпад. Михајловска Василевска информира дека Министерството за животна средина и просторно планирање во Законот за регулирање на отпадот во Македонија предвидува регионални депонии. Дефинирањето регионални депонии, како што рече, овозможува во овој период депониите што постојат во секоја општина да не може да се модернизираат и да се инвестира во нивно обновување, што дополнително на терен прави други проблеми. Министерството за животна средина во Законот за регулирање на отпадот во Македонија предвидува регионални депонии. Во моментов во Македонија постојат повеќе депонии на локално ниво, кои што се функционираат во рамки на комуналните предпријатија во општините пооделно. Насоката за регионални депонии и актуелната состојба на постоење на депонии во рамки на комуналните предпријатија го отежнува собирањето на отпад, односно согрувањето на отпад, имајќи во предвид дека постоењето, дефинирањето на регионални депонии всушност овозможува во овој период депониите што постојат во секоја општина поединечно да не може да се модернизираат, да не може да се инвестира во нивно обновување, што дополнително на терен прави други проблеми од друга природа. Во општина Чаир се кастрат гранки на дрвјата кои го попречуваат јавното осветлување во вечерните часови, особено коловозот и пешачките патеки. Акцијата за кастрење гранки ќе трае до среда. Во општина Чаир од денеска до среда ќе се спроведува акција за кастрење на гранките на дрворедите. Акцијата се спроведува од крстосницата на улицата Кемал Сейфула до крајот на дрворедите на оваа улица и од крстосницата на улицата Џон Кенеди до крстосницата на улицата Втора Македонска бригада. Како што информира општина Чаир, се кастрат гранки на дрвјата кои го попречуваат јавното осветлување во вечерните часови, особено коловозот и пешачките патеки. Во соработка со јавните предпријатија, паркови и зеленила и градски паркинг во оваа општина се подигаат и преместуваат и непрописно паркираните возила на коловозот. Македонската филхармонија по повод денот на влюбените организира концерт на кој како вокалисти ќе настапат Тања Царовска и Бранислав Николов. Билетите по цена од 800 и 1000 динари се од денеска пуштени во продажба. Билетите за концертот по повод денот на влюбените Murder Ballads, кој ќе се одржи на 14 февруари, ќе бидат пуштени во продажба од денеска. По цена од 800 и 1000 динари ќе може да се набават на билетарницата на Македонската филхармонија секој ден од 10 до 20 часот, односно во сабота од 10 до 14 часот. Следејќи традицијата и оваа година Македонската филхармонија по повод денот на влюбените подготвува несекојдневен музички настан. Овој пат насловен Murder Ballads, концертот ќе представи теми од славните Леонард Коен, Ник Кейв, Партисхед, Том Йорк, Бьорк, Ненси Синатра, Џони Кеш и други, во аранжмани и под диригентство на Џијан Емин. Како вокалисти ќе настапат Тања Царовска и Бранислав Николов, фронтменот на Фолтин. Од денеска до 27 јануари во Кинотека на Македонија ќе се прикажуваат филмови од иранската кинематографија во рамки на неделата на ирански филм. Влезот за проекциите е бесплатен. Со проекцијата на Сладкиот вкус на имагинацијата во режија на Камал Табризи, снимен во 2014 година, вечерва од 20 часот во Кинотека на Македонија започнува неделата на современ ирански филм. Филмот е приказна за универзитетскиот професор Гарус кој има голема фантазија и ќе се влюби во своја студентка. Проблемите ќе се појават кога еден бизнис противник ќе го натера Гарус да се однесува неетички. Покрај овој филм до 27 јануари ќе бидат прикажани уште 5 филма од современата иранска кинематографија, снимени од 2005 до 2014 година. Утре вечер ќе биде прикажан Еднаш љубов и предавство во режија на Давуд Бидел, а од среда следуваат Базен за сликање, Сосема сам, Коцка шејкер и Толку блиску, а толку далеку. Влезот за проекциите е бесплатен.
Кинотеката ја организира филмската недела со помош на амбасадата на Исламска република Иран во Скопје, во чија селекција се и филмовите. Програмата ќе биде свечено отворена во 19 часот и 30 минути. Иранската е една од најстакнатите светски кинематографии. Иранските филмови се препознатливи по својот реализам, непретенциозност и едноставност во изразот, но преку тие навидум мали приказни се рефлектира не само иранското општество, туку и некои универзални човекови дилеми. Такви се и филмовите од оваа селекција. Тоа се филмски наслови од поновата иранска продукција, од признати ирански режисери, директори на фотографија и познати актерски имиња, кои имаат значајно место во светската кинематографија и имаат освоено голем број фестивалски награди, соопшти Кинотека на Македонија. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука да зголеми цената на горивата за 1 динар, како причина за зголемувањето на малопродажните цени на нафтените деривати. Од регулаторната комисија ги посочуваат за 4,54% повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 1,44% повисокиот курс на доларот во однос на динарот. Горивата од Нокеска на полно ќе поскапуваат за 1 динар по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши зголемување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтините деривати, во просек за 2,57 односно за 1,71%. Новата малопродажна цена на бензинот Евросупер БС95 изнесува 67,5 динари за литар. Евросупер БС98 ќе се продава за 69,5 динари, евродизелот за 60,5 динари, а екстралисното масло за домакинство за 49 динари за литар. Како причина за зголемувањето на малопродажните цени на нафтините деривати, од регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 4,54% повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 1,44% повисокиот курс на доларот во однос на динарот. Од утре па си до крајот на неделата, времето ќе биде стабилно со ниски утренски температури кои ќе бидат во интервал од -9 до -2 степена, а дневните ќе бидат во постепено покачување. Со временската прогноза го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер. Довидување.